Dobro večer, dobrodošli во Миленко Неделковски шоу. Ова е последна емисија оваа есен, значи од полусезоната, која оди во декември. Следната емисија ќе е во новата 2020. Зошто? Затоа што после емисијава заминувам за Швајцарија и Германија, каде што имам некои важни средби. Попат може и да пројдам и низ Унгарија за Свети Никола да честитам. Ова емисија, ако ништо друго, и гостувањето кај мене се, ако ништо друго, препознатливо по тоа што кај мене може да се консумира алкохол, цигари, пури и така натаму. Тоа е едно, меѓутоа многу поважно друго е тоа што тука гостуваат сите оние на кои се банирани, кои се забранети, кои се исклучени од гостувањето по медиумите во Македонија. Во Македонија владее еден класичен фашизам, владее еден класичен медиумска темнина, медиумски мрак, каде што на сијасет луѓе од политика, од интелектуала, од универзитети, од новинари, им е забранет пристапот до медиуми. Тебе земете во електронските медиуми, например, како е одстранет Томич, како е маргинализиран Јанко Илковски, како го нема Драган Павловиќ Латас, ете исфрлен Васко Ефтов, за мене и да не збориме така натаму. Од друга страна, ако гледате најновото што беше најголемата победа на Македонија и на македонскиот народ, а тоа е победата на Тања Каракамишева во Венеција, во рамките на Венецијанската комисија, никаде никој ништо не објавува. Нема гостување на телевизија, нема повик да си даде свој коментар, нема повик да ни ја објасни целата работа. Дури се мислам, јас ја планирав ова стварно да е последна емисија, меѓутоа се мислам во меѓувреме, ако може во еден меѓупериод, тамо понеделник, вторник, да ја викнам Тања и со неја да направиме една емисија, да видиме, да ни го разоткрие што точно се случуваше тамо со неја, со Венецијанската комисија и со гостувањето на Османи, онај келавиот во Венеција. Исто така, не само мојата емисија, туку и Дудинка, како сајт, е познат по тоа како сајт кој ги објавува колумните на сите оние кои никој друг не ќе да ги објави. Еве, ланска година имаше еден пример, например, пишуваше долго време за разни сајтови Стефан Влахов Мицов, одеднаш напиша нешто што не одговара, никој не ќе му објави. Само Миленко објавува. Не знам, Мирка никој не ќе да објавува, само Миленко објавува. Судијата Панчевски исто, сега можем да дадам овде 1000 примерот. Има прекрасни ликови во Македонија, Игор Цветковски, Томче Ширков и така натаму, млади луѓе со кои треба да смета оваа држава, кои имаат преубави анализи, никаде не може да ги прочитате. Мој гостин вечерва, зашто ја правам оваа најава? Затоа што мој гостин вечерва е лидерот на партијата кој се вика Единствена Македонија. Гостин ми е Јанко Банчев. Јанко, добро вечер. Добро вечер. Јанко е еден од тие кои има лимитиран или воопшто нема никаков пристап до медиумите. Значи не може да се презентира себе си како политичар, мала партија на вистина, вонпарламентарна партија на вистина. Има други вонпарламентарни партии, не се симнуваат од телевизија, например Интегра или некоја друга. Оваа неговата не постои и тој како лик е исто така браниран. Исто така неговите тези, колумни, пишувања исто така ги нема. Јас можам со Јанко Бачев, а и не сум се согласувал со многу работи. Сме дебатирале, сме еден на друг возвраќале со текстови, меѓутоа тоа не значи дека на човекот треба му се забрани да не го каже своето мислење, може да не се согласам, меѓутоа тоа е негово мислење. Нели, она амбасадорката холандска кога влезе во војна со мене го цитираше Волтер. Не се согласувам со тебе за ништо, меѓутоа ќе се борам да постана капка крв за да се чуе твоето мислење. Јанко, добро вечер уште еднаш, ти благодарам што дојде. На почеток само овој дел. Гостуваш ли негде? Те викали некаде? Некој ти понудували некаде да пишуваш нешто, да објавиш, да се појавиш? Или остануваш во рамките на тоа што ќе објави партискиот сајт? Па јас да продолжам кај што ти застана. Значи во Македонија има еден невиден медиумски мрак. Во земјата една невидна цензура.
А што се однесува до мене лично, јас моето последно гостување телевизиско беше на канал 5 во Само Вистина во октомври месец ланската година. Пред година и нешто. Година и пол, и тогаш, сега некои може се сеќаваат, јас добив од тогаш официјална забрана за настап, бидејќи во таа емисија сум ги навредил албанците и странците, поконкретно Меркел и Јункер. И сега што е поинтересно, јас сум единствен председател на партија, сега внимавај добро, со официјална забрана. Значи телевизијата излезе со соопштение официјално, повеќе нема пристап председател на Единствена Македонија, и таа забрана после ја презедува и другите телевизии со национални концесии, така што сега таа забрана се уште трае до ден денеска. Но, еве, тебе ти забраниле. Ема ти имаш у партијата подпредседател, имаш други членови, имаш генерален секретар и ти, јас и нив не ги гледам никаде. Официјална забрана, значи за партијата, за Единствена Македонија, постои во моментот на сите овие национални телевизии, и затоа сега ние тоа го компензираме преку други. Па не би демократија, Јанко, не би. Да се чуе гласот на сите, па кој е прав, кој е крив. Тоа во едно нормално демократско општество би било скандал да вие забраните на председател на партија официјално да изјавите дека му се забранува гостување на тебе емисии, тоа само по себе е скандал. Посебно во овие западни земји, нели, тие лидери секојдневно ги гледаме, доаѓаат во Македонија, устите им се полни со демократија, со човекови права, со слобода на медиуми, со Слобода на говор, да. Али во заднина гледаме друга слика. Добро, јас сегам неколку прашања те поставам, може ќе се незгодни, ама се тоа е мојата работа. Било драго вечер да бидат прашањата што понезгодни, за да ги расчистиме така некои дилеми. Добро. Оние што сакаат да те од твоето презиме да извадат некаков надимак, наместо Бачев те викаат Удбачев. Зошто си ти Удбачев? Па еве сега, кој што е добра прилика, нели, вечера, еве да расчистиме некои дилеми. Овој, како да го кажам сега, прекат надимак или така спелуван со презимето. Значи тоа се почна некаде, јавноста познато ние јануари месец ланската година, нели, направивме едно ребрендирање од Народно движење за Македонија во Единствена Македонија и тргнавме со една агресивна кампања по Македонија, по терен, и тогаш се створи една невидена еуфорија кај народот и ние сами бевме изненадени колку народот на терен ја прифаќа таа наша идеја што ние ја промовиравме, дека светот не завршува до Брисел и Вашингтон, дека има можности за соработки со други држави и сојузи. И тогаш најверојатно Христијан Мицковски, председателот на ВМРО-ДПМН, тие нивни анализи може би им кажале дека ние таа популарност што ја добиваме во најголем дел е можеби од тие десничарски така гласови, да ги кажеме, патриотски гласови. И тогаш тоа веќе мислам не е тајна, ќе го кажам, ние го дознавме тоа, он го викнал на средба Лјупчо Палевски кај него. И во тоа време популарно беше, и сега е тоа популарно, нели, се формираат тие Facebook партии. И во тоа време Палевски, нели, објави на Facebook дека ќе формира партија трета. Меѓутоа тешко му одеше со подписите и најверојатно Мицковски му ветил дека ќе му помогне, бидејќи претходно на Facebook партија последните 300 гласа им ги даде Мицковски, им ги собра ВМРО-ДПМН, бидејќи, нели, за партии, да појаснам само, треба 1000 основачи треба на нотар, и последните 300, и Палевски најверојатно повеќе од таа идеја, верувал дека Мицковски не ќе му помогне. И Мицковски на таа средба му вика: за возврат сега ти треба да водиш една кампања против Јанко Бачев. Ние имаме слики за него, се сликане како оди кај Заев, како оди кај Спасовски, како прима пари. И сега ќе пушите таа идеја во јавноста со цел се што повеќе да ме отстрнат. И Палевски тргна, и сега ако ги видите тие неговите постои мене во партијата што ми ги даваат тие дневни извештаи, нели, околу социјалните мрежи, и Палевски во тоа време секој втор пост му беше за мене. Со Удбачев, Удбаш, човек на Спасовски, човек на... Чекај, сега имаше многу постови за мене. За мене и за Мирка рече треба да идат у затвор. И јас и Мирка. Па може сте му сметали и вие на Мицковски. Сега не знам, сега зборувам за мене. Па сега си сигурен дека од Мицковски не е, да кажеме. Сигурно, средбата е сигурна. Никола Груевски. Не, средбата е сигурна. И сега што се случи? Тргна и... Па они се... После тоа се... Па ќе дојдеме до тоа. И Палевски од време на време му викал Мицковски: сега моментот е добар, дај ги сликите. Епен да го оцрнеме, да го искомпрометираме. Мицковски не се секирајте, ќе биде тука. И виде на времето, кога виде Палевски дека нити фотографии му дава, нити слики му дава, нити му помага за подписите, и они после наеднаш ја сврте топката, Палевски како така избублив повеќе, и ја растурија дружбата, и после од пријатели, како што кажа сега, Палевски стана најголем негов критичар на Мицковски, ама се вратам на мене, значи еве поминаа тогаш 2 години, нити слики, нити бутор
Не излезе луѓе дека не излезе ништо. дека Во таа тебе- значи тоа беше од тука тргна таа и го поврза со моето порано што вработија нели во МВР и од Бачев од тука тргна таа. мене ме уверуваат луѓе дека тебе те финансира исклучиво Оливер Спасовски. Па од таму тргна таа приказка. Мислам, јако те финансира, многу добиваш, малку или... Па види вака сега, ја сега во моментот низ Македонија, гледа актуелно излегуваат разноразни спискови. И ги има, да. Ево специјално видите освен куп добивале пари. Ако се сеќаваш, тоа е еден фонд за иновации што го Да. формира Заев. Кој све не- Таму излегува свекарви, снаи, синови, керки, Да, да, напратеници, да, кој 200, кој 300.000 евра се зимале пари како во самопослуга. Моето име го нема никаде. Види го, нема и мојот. Една работа. Втора работа, некој ако те финансира, секој вече ќе те шета по телевизии. Не те финансира дома да седиш, ќе те шета да ги промовира ставовите. Обично криминалистите во кривично право викаат следи го трагот на парите, ако сакаш да дојдеш до Follow the money, така. до ова тука ако сакаш да следиш кој од кого е купен, следи само кај го шетаат по телевизии и ќе ти стане јасно. Оти ако го купиш Сакаш да некој, кажеш, ако те плаќа Оливер Спасовски, па нема дома да седиш. Зашто не те користи? Па нема да седиш дома, ќе ми ги отварат сите телевизии. Значи некој кога ти во еден прислушан разговор, ако се сеќаваш, Заев кога ги вадеше бомбите, Гордана Јанкуловска во еден телефонски разговор вика за тие експертки, сега да не ги спомнувам. Банковска, Силјановска вика, ти вика гревота вика треба да најме функција вика во 12 сат на пиџами сме ги носили од дома вика на телевизија да ги носиме во Сител, во Телма, во па купени луѓе се Добро, имаше такви Боцевски, ово, онај. Па имаше ги шета на телевизија, од канал 5 во Сител, значи ти некој кога го купуваш, тој треба да ти сработи за ова. И сега тука многу е битно, јас сакам да спомнам на една работа што го кажа за ова за купување. Што сметам дека биде интересно. Значи вака се Миленко, јас сум сега бидејќи го намета тоа прашање, мора малку да следиме дискусијата на приватна основа, бидејќи во крајен случај ние ќе одиме на избори. Народот треба се да знае за нас, така? И сега за мене ова Народот сака да знае. така и треба. И сега ние имаме дури се носиме со идеја на изборите, излеземе пред изборите дека секој кој што ќе излезе на избори треба да каже својата биографија. Доста е 30 години луѓето што ги манипулираат да видиме кој со какви заложби и кој каква биографија има. Сега за мене лично ја ќе кажеме вечера. Јас сум 53 години. Значи знаеме дека нели тоа децата памтат настани од 6-7 години, веќе 5-6 години ги памтат настаните. Јас сум 53 години, јас во мојот живот, еве сега ќе кажам тоа едно, проблем за пари не сум имал. Од тогаш те финансира Оливер Спасовски. Па, значи од кога не уште значи, роден. од Не 50 бил години роден Оливер Спасовски те финансира. како Оливер Спасовски тие 90 година Заев, Оливер, други тие политичари нас нема сол во очите. Што вика народ, тие стана богати после 90. Али ќе се навратиме тоа. Значи јас сум 53 години, од кои што 24 години ги помина во Југославија. Значи јас зборам за тоа време, не од 90. Значи ја во мојот живот проблем за пари не сум имал. Зошто? И ќе ги немам до крајот на живот. Зошто? Ќе ги немам оти, јас имам прилично добар имот од генерации, од сум веќе трета генерација, кој што го надградува тој имот. Значи ја имам доволно за македонски услови, можеби и повеќе. Каде Имам каде е направен тој имот? Тој имот е направен по моите родители биле 30 години во една западноевропска земја. Па претходно нивните овие Дедо и бабата. родители. Значи тоа е надградуван имот и јас сега тој имот еве за моја среќа да кажеме, можеби ризикував паметно го вложив во некоја недвижност и се надградува тој имот. Тој личен наш имот, значи ја немам до сега освен плата што сум работел, немам земен еден денар, нити на име субвенција, нити на име на тендери, на донации, како да ги кажеме. И Хонорар. Хонорар. Еве каква пасија. Хонорар. Немаш хонорар. Хонорар. Значи да расчистиме таа дилема. Значи мене парите не ми биле мотив за ова што го правам. И сега уште една работа. Сега гражвек, ти го знаеш тоа. По западни земји веќе ова економска криза ги доведе во ситуација сите во законите вметна одредби продаваат државјанство. Сега во секоја држава може да отидеш да купиш државјанство. И тоа е основ веќе на времето државјанство се добиваше по основ на престој, по брак, по едно по друго. Сега веќе сите западни држави веќе бидејќи тие кризи ги за пари. продаваат за пари. Значи јас утре да го продадам мој имот тука, ја ќе земам државјанство кога сакам држава. Значи можам уште утре со фамилијата да се иселам од тука И да се спаси. и да се спасим. А уште од што ти кажав 6-7 години ја ги имам дозволите за постојан престој во најбогатите западноевропски земји. Значи ја можам уште утре да се качам на авионот и да заменам. Меѓутоа, и ова е многу битно да го спомнам. 2001 година имаше во Македонија војна. Така? Имаше, да. И ја не бев балетан или не бев во театарот, ја бев во МВР, во ДБК, кај што се гинеше.
Значи, гледате, тие политички обекти во тоа време беа мета, бомби се поставуваа, тие терористички банди од УЧК поставаа бомби во тие. Значи, јас во тој момент не избегав од државата. А може прв да го фатам авионот, бидејќи имаше кај да отидам, не може таму азилант да бидам во тие земји. Него ја имам престо, имам имот, се, може таму да бидам да заминам. А ако се сеќаваш на времето Љубе Бошковски као министер, ја ги бркаше по куќите овие резервистите, им праќаше на Трчковски на тие, ги бркаше по домовите таму, да. Сите избегаа во Грција. Овие по Значи тоа е еден момент кој што јас сум останал тука за време на војна и сум бил вработен баш во органот кој што бил дел од безбедносните сили во државата. Значи тоа е еден момент. Така да ова што го шира таа преземна кампања, таа кампања на оцрнување, еве па на времето кога Груевски беше на власт, кога јас тогаш уште тогаш го пишував тоа што малку во јавност се знаеше дека ова со Заев ќе се случи, сега ќе се случи, тогаш таа пропаганда црна на СДС викаше дека сум платеник на Груевски. Дека Груевски ме плаќа дека ми дава пари. Значи истото ова кампања Мигалков. Така да овие две групации ВМРО ДПМНЕ да сме 30 години се менуваат на власт. И едните го имале МВР, и другите го имале МВР. И едните имале прв човек на тајната полиција, и другите имале тајната полиција. Еве нека извадат нешто. Нека покажат барем еден документ. Да кажем, која функција мене ми е дал Груевски или која функција ми е дал Заев. Која субвенција сум ја земал од Заев? Ти беше во коалиција со Груевски. 2006 година. Колку? Значи која функција ми е дал Груевски во тие 10 години, која ми е дал Заев? Која субвенција ми е дал Груевски, која донација, кој тендер исто и Заев? А во Македонија 90 години делеме, луѓето се купуваат за пари за функции. Така на крај да не излезе па дека ја работам за нив дека се многу лични. Така е. На крај може и така да излезе. Значи дека многу ти се свија. Па многу се свија и така дома се да ми даваат пари. Да. Значи да седиш дома. Да седам дома. Значи нека повелат нека извадат. Еве кажу, во Македонија јасно ги купуваат за функции и за пари. Сега за коалиција не 2006 година прв пат влеговме во коалиција со ВМРО ДПМНЕ и тогаш верувавме во Груевски како нов лик кој дојде и почна убаво да работи. И сега и овој момент ќе го кажам, кога победивме ние 2006 година, Груевски не собра на првата средба во мислам дека беше во Александар Палас, 20 лидери на партии овие коалициони. Големата коалиција. Така, големата коалиција, таму се запознаваме. И сега седнуваме и ја мислам сега ќе ги утврдиме принципите за одбрана на државата, за развој на Македонија. И таму кога седнавме стана Стојан Андов, во тоа време либерална партија беше во таа коалиција. Си кажа таму кој тоа Министерство за труд социјална политика, Мешков да биде и тој министер за труд социјална. Стана Дзинго, Министерство за земјоделие. Стана овие од Влашката, турската, ромската Павле. Оне сакаше у пензионери да биде. И сега јас малку да дам друга драматика, вака сега се сеќам чукам вака на масата. И му викам Никола, викам сега викам тука функции министри, викам да зборуваме за Македонија. И Протогер ја прекина. Вика ај мала пауза. И ме вика после Мартин Протогер ме вика на страна, вика како вика ве така му се обраќаш вика на претседател вика. И тоа вика со Никола со име. Па викам ја со Никола, викам ја како студент кога сум почнал во таа партија, викам Никола, бил уже дете, викам тоа се. Нема да му викам господине. А за ова и вика не смееш така да се однесуваш, викам мора тука има некои принципи да се почитуваат коалициони партнери вака. Викам се што е за Македонија, викам нема што викам и се Мартин Протогер во тоа време дали бил 24-25 години, колку беше 2006 година. Пред тоа колку им дојде сега, пред таму 15 години. Ама вика ако така вика нема да се почитува тоа договореното функции. И ја му кажам вика мене функции не ми требаат и се заменав. Значи ако било до функции во тоа време ја ќе седев со Груевски за функција, ама видов дека таму веќе работите одат во лоша насока. И ако види сега во овие 20 коалициони партнери, еве и со Заев исто има таму сателитски 20 на партии, ако видиш и Кјора Војсакато, кој е претседател на тие малите партии, кој е пратеник, кој директор, кој функционер некој, значи ако ми било мене за функции, ја ќе седев таму и мене ќе ме сместеа. Еве ја утре да отидам со Мицковски или со Заев, или на листа ќе ме стават, или ќе ми дадат директорско или ова некое функционерско место. Па види кој? Па нема таму веќе 20 партии кој нема место директорско. Сите таму фамилиарни партии. Фамилиарни партии наредени таму и сите кој од кој и сите имаат да добија некој. Значи не е смислата моето делување, не е смислата значи за функции. Мојата линија е многу повисока. Јас сум значи опседнат со Македонија, со македонците. И затоа планирам дури еве блиски пријатели мене, дури им е чудно кога ми викаат што ти треба тие нервози, што ти треба да се бавиш со политика, си имаш убав живот, убава екзистенција. И како што кажав, меѓутоа смислата е значи да ја направиме Македонија да бидеме свој на своето. Ја јас кажав, можам уште утре да ја напушнам Македонија и имам кај да отидам.
Меѓутоа смисла да сите ние да останеме тука и да направиме Македонија убаво место на живење. Поти јас сум бил по тие западни држави. Знам како е. Значи најдобро е да се бидеме ние тука своји на своето и затоа ја водам таа битка и затоа во овие 15 години пак страдам на лична основа. Не сум се функции што викат овие партии што ги спомнав. И сега пак да се вратам на ова што рече за околова од Бачев што кажа, па 2006 година. Пред изборите парламентарни кога Груевски прв пат победи. Изборите беа на 5 јули 2006 година. Ја па тогаш се појави бесплатно вестник Шпиц. Тој одеше во 100.000 примероци како бесплатен. И ја прв колумнист бев таму. Во тој вестник напишав серијал кај Бранко Геровски, но тој во 100.000 примероци. И сега по возрастен се сеќаваат, ја напишав еден серијал Тајната полиција во Демократска Македонија. Почна на 31 мај, а последната колумна ми беше на 3 јули, значи преку 35 колумни одеше тој серијал. И последната колумна ми беше на 3 јули, а 3 јули беше петок изборниот молк, во недела изборите. И последната колумна Владо Бучковски, а Владо Бучковски беше председател на СДС, он ја водеше кампањата против Груевски. И последната колумна беше Владо Бучковски е винен за убиството на Карпалак, за местењето на бранителите. И вечерта во петокот ми стигна порака од Тито Петков пред него, вика: "Момчево, дали знаеш што ќе го снајде ако во понеделник победи СДСМ?" Оти петок, сега сакам да додадам моментот, значи со таа кампања Владко Ѓорчев ми каже, он беше на изборниот штаб, он ми каже, вика, тој серијал нас не донесе 20.000 гласови. Таму се раскринкува се, како 90-та Бранко службата злоупотребувале, следеле, прислушкувале. Значи тој серијал е, тоа дури сега кога ќе имам послободен може ќе го објавам како книга, значи таму се кажува во Демократска Македонија од 90-та година до 2006 година кога пишува тоа. Значи 15 години. Како тоа е правено од 90-та година, прислушкувано, следено политички противници. И ја мислам сакав тоа да го расчистим, од тоа стварно не е убаво. Сега ја имав можеби таа среќа или не среќа да бидам во таа служба, ги видов сите тие работи. Ја и затоа излегов во службата 2001 година, се таму бево ги видов предавствата на Лјупчо и на Бранко во војната во 2001 година. И на Бучко. И Бучко дојде после, 2001 беа Бранко. Беше министер за одбрана. Да, како одбрана, овие беа лидери, Лјупчо и Бранко. Сега за моја среќа или не среќа, ги видов тие сите тие предавства што се случија. Тоа и Борис Стојковски. Сега поната како кога ќе биде порелациран, кога нема да биде предизборен период, така направиш некоја емисија за војната во 2001 година. Ја разгледаме многу детално како се случија тие предавства, како оде и ја видов тогаш и тогаш излегов. Не се само предавства, тоа се убиства на наши деца. Па се е кажано. На војничиња, на млади. Се тоа кажано како се местени и Карпалак. Па како тројцата уште ден денеска кријат тројцата овие полицајци што загинаа во битката за Рачиново. До денеска нашите власти кријат, викат загинаа од терорист од граната на Учека, нема врска. Љубе Бошковски и Владо Бучковски, овој беше на полиција, овој на одбрана, се поднесува како две непријателски војски, не сега се видат. Меѓу себе се борат. И тие тројцата таму загинаа од полицајците загинаа од армиска граната на Армас, се спотепаа сами меѓу себе полицајци и војници. Од тоа до ден денеска се крие, тоа е невидна бламажа. Ама смислата им беше, значи, тоа го расветли во тој серијал. Што беше и Владко Ѓорчев е жив, може да прашав се знаеш со него лично. Он кога би дошол овде други прашања би му поставил. И значи тоа он сам каже 20.000 ни донесе и ја верував дека ние мора да расчистиме тоа црно пет од Македонија. Меѓутоа гледате после 2006 година исто. И Мијалков после кога водеше слушале се живо и диво. Значи исти се тие 30 години две партии. Само се менја. Само се менја, тоа се две партии кои што овие од бойкотирам, тоа го нарекуваат Курто и Мурто. Така му дојде нешто. Ја мислам дека ставиме крај на тоа, народот да ја види таа вистина за ова што се случувало од 90-та година, бидејќи тогаш масовно се прислушкувало, се следело, ама еве сега гледаме дека во ни милиметар не се разликуваат и двете партии. Сега те прашам, твојата партија претходно се викаше Народно движење за Македонија. НДМ. Така име. Според мене не е атрактивно. Ти ја ребрендираше во влезавеќе, нели едно време не те ни дозволува да ребрендираш во единствено. Имавме првин проблем со тоа што стоел зборот Македонија. Да. Така имаше одбиено решение, меѓутоа таа судиката тогаш, сега не сакам да навлегувам, да мислам дека повеќе направи превид. Во закон така има една одредба, она лошо ја протолкувала, бидејќи во името на партиите според законот не смее да стои името на државата, а ние бевме Република Македонија, не Македонија. И не смее да стои името на град, пример да е крстиш град Скопје. Како тоа стои социјалдемократска сојуз на Македонија? Па после им пуштивме список. Натрешна македонска револуција. Па после пуштивме список, викам ова ќе го објавим во јавност, не се бламира 21 партија во зборот го имаат Македонија. И после апелација ја прифатија. Тоа ребрендирање. Нели
Не ли ти пречи што е така земено името, преземено од единствена Русија на Владимир Путин? Така сега, ние кога, значи, на Централниот комитет, тоа беше, мислам, 21 јануари ланската година, значи, кога донесовме веќе дека ќе правиме стратешки пресврт во нашата надворешна политичка ориентација, дека се залагаме за сојуз со Русија, идејата добро тргна. Меѓутоа, еве сега таа специјална војна што се води, тогаш во прв момент, бидејќи имаше голем интерес, како што кажав, ние тргнавме многу агресивно на терен, иако тоа на телевизиите не се гледаше. Арома таа идеја после видува дека зема голем замав и почна специјална војна во позадина да не рушат. И сега што направија? Не се случи како 90-та година во ВМРО. Знаете, 90-та година службата за државна безбедност веднаш таму на Лјупче Мунапика од службата во Споречниот комитет и така сега и нас се случи, ни офрлија така некои луѓе и со цел да се искомпрометира таа идеја. И сегаш во која смисла беше компрометацијата? Почна еве Заев и он дури лично кажуваше, ове се примаат руски пари, се русофили, од Русија се финансираат. Примаш ли пари? Па еве јас најдобро му одговорив и на Заев и на Спасовски, кога они тоа го каже и Спасовски тоа го каже и Заев ја најдобро му одговори вака. Ја да сум на ваше место, сега на ваше место да сум министер за внатрешни, да сум премиер, ако знам дека зема некој било какви пари, не руски и странски, ја ќе го опсам веднаш. Го давав одговор, бидејќи по македонските закони, земање пари финансирани од странска држава или од странска органија, забрањето е казнено. Ја им кажа, викам, еве повелете, викам, ја сум на ваше место, веднаш ќе ви споапсам. Ама овие тоа го правеа да ја водат таа специјална војна и да ја злоупотребуваат. Овие другиве како земаат од Сорос, од Конрад Аденауер, од ваму? Тие ги земаат на супилен начин. Ги земаат преку тие граѓански невладени, ги земаат и после преку нив партија директно не смее да земе од странска држава и од странски орган, забрането е. И они се тргнаа со таа кампања, со таа многу добро име во се. Единствена Македонија, и единствена името Русија. тогаш се двумавме како да биде. Тоа не е копија, бидејќи единствена Македонија и тоа беше еден од елементите со кои сака да го црн, дека сме правиле плагијат, дека знакот бил исти, дека логото било исто, нема врска. Таму во Русија во знакот стои мечка кај нас е лавот. По-добро, они се руска мечка, ние сме македонски лав. Башка сега боите, било името било, па вака како земе сега по таа логика кодиме, пример Социјалдемократски сојуз. Тие земи по тие западниве земи, сите партии, тие што се левите партии, сите го имаат зборчето социјалдемократски. Земи десни партии по Европа, еден куп го имаат лавот. И сега значи треба или земи го тие социјалдемократски партии во Европа, еден куп како знак го имаат тупаницата и розата, што имаше и ЕСДС. И сега значи по таа логика и они се плагијати. Ако они дури кај нас повеќе одговара ова име, ние имаме што да обединуваме, Русија што ќе обединува? Русија се е цела. А кај нас има за обединување уште во останати се уште 2-3 дела. Уште 2-3 дела за нас, значи за да биде цела. Па за нас името посоодветно е, не за Русија. Русија што ќе обединува, Русија е доволно голема, да. И смислата беше, значи ние кога тргнавме со таа идеја, меѓутоа они сака нас да не ја искомпрометираат. И што направија? По тие наши општински комитети, по состаноци, сега имаше некои луѓе таму во партијата кои што има некои налози, почнаа да дават нереални очекувања. Као русите се веќе тука некаде на Дунав во Србија, ќе влезат со тенкови, со топови, ќе ослободат. Добро, вие бевте толку наивни да поверувате во тоа. Не, сега, по ова после ние ги дозна подпосле и на седница на извршен комитет имавме дури еден предлог од тие луѓе некои таму да донесеме формална одлука со која ќе формираме паравоена формација. И тоа беше, значи, веќе мене тогаш ми стана јасно дека тоа ние ако го направивме, ако имавме одлука писмена за таква работа и ќе ни споапсеа. Од тогаш веќе ти чим имаш одлука, има основа службата да испоапсе. Бидејќи правиш паравојна. И значи тоа од кога ги разоткривме сите тие работи, бидејќи на почетокот ние кога договоравме стратегијата, не беше смислата во таа смисла. Смислата беше ние да покажеме во Македонија дека има други модели, дека има и други држави кои што не прифаќаат како македонци и дека за нас светот не завршува до Брисел и Вашингтон со тие геноцидни организации НАТО и Европска унија. Значи светот е поширок и затоа ние треба да градиме соработка со држави кои што не признаваат како македонци, а Русија 30 години воопшто не го доведе во прашање нити нашето име, нити нашиот идентитет, нити историјата, нити традицијата, нити јазикот. А па таа Евроазијска унија малку се знае за неа тука. Таа малку се знае бидејќи таа пружа многу големи економски бенефити за земјите членки во Сега за жал тоа малку се знае тука. Идејата како лижавче само им се сервира Европска унија. Колку пати од животот си бил во Русија? Јас сум бил таму 2 пати. И сега русофил си или не си? Па кажав, ние не сме русофили, нити сме русофилска партија. Ние сме автентична македонска партија со тоа што има поинаков поглед од другите партии. Види се дека
партijskите штабови, значи не збораме само за ВМРО, збораме за СДСМ, збораме за де факто партijski штабови кои ги формираат амбасадите, западни, америчка, француска, англиска, италијанска и така натаму. И ви ме најлесно рече, ти си русофил. Значи, еве тебе као што ти викаат русофил, мене ми викаат. Не знам ти колку си, ама мене да ме обвинува, демек си ги мрзиш американците, што не е точно. Јас се борам против длабоката држава, не против американскиот народ кој си е нормален народ. Меѓутоа тоа е најлесно, русофил и сега тоа као нешто најлошо е. А обвинуваат тие луѓе кои потекнуваат од партија или од родители, или они сами биле најголеми русофили во време на Советскиот сојуз. Значи, возеле нарочно Лада специјал за да бидат, а не Форд или Опел, или за да бидат демек правоверни, да бидат партиски исправни. Миленко кога во 75-6 возел Линколн и Јагуар и така натаму, тие се криеха у Ладичка. Лада, разбираш, евентуално најзападно им беше овој полски ПЗ 125 ПЗ, полски Фиат. И сега тие одедна стана пробриселски, проамерички, проова, а мене кој е овде како погледнеш овдека ни студиово, имам све што ми е облека, све е америчко, све што ми е аутфит, све... Децата ми се мене во Америка. Меѓутоа тоа е најлесно. Сега удри една, две, три етикети и сега иди ти брани се. Јас да кажеме не се бранам од тоа. Затоа што не ме интересираат. Јас сметам дека Македонија треба да е отворена кон сите. И ми смета што не е отворена кон Русија, кон Кина, кон Индија. Тоа ми пречи мене. Затоа што сме ние нормална држава и треба со сите равноправно да. И со Европска унија во ред, и со ова, меѓутоа со сите. А вака само еден е изборот, што вика Мирка, ако се работи за збор избор, onda да има две работи. Ти не можеш да избереш меѓу едно. Значи, самото тоа нема. Сега Миленко, значи ова што го кажа, само е да се надоврзам. Значи интересно е сега во Македонија која е таа групација која што се прават големи американци, поголеми американци од американците или овие од Европската унија. Еве јас кажав за мене да кажем, јас тие западни земји ги знам многу убаво. Уште пред 40 години таму, уште како дете, значи сум ги шетал секоја година. Кога сум одел таму за време на летните распуси по 3 месеци, значи сум бил од најмали и ја ги знам многу убаво. Е сега ова што ги кажа овие еве твоите колеги новинари од типот на Кабранов, на Саша Ордановски, па имаше еден министер нели што вика со велосипед возел ДВС со штипките точак од Фрчко, да. И сега тие луѓе тому кога дојде Сорос, најнаш видува пари. Видел почна Сорос да ги шета, прв пат ги каче на авион 90-те години кога дојде, почна да им финансира научни проекти, книги. И сега замисли што кажа во Југославија, тие потекнуваат од семејства кои што биде кој на воено лице, кој ние примерите ќе ти ги дам. Еве Тито Петковски и Стојан Андов. Тие се од Сојуз на комунисти на Југославија, односно на Македонија. Не можеш да одиш како Стојан Андов или како оној Трајан, оној што беше амбасадор во Египет, Петровски и така. Ти не можеш да одиш ако не си од службите. Ако не даде мислење. Тоа се вика безбедносно мислење. И тие тогаш токму тоа биле просоветски, проруски и така натаму и сега тие одеднаш станаа сите проамериканци. Андов што го спомна, Андов е тоа жив страм во таа книгата кој ја прочита. Он ја направи Југославија, вика тоа беше вика вештачка творба. А од 20 години во Југославија како бубрек во лој, цел живот. Амбасадор све. И на едно место вика ја бе вика дисидент вика во Југославија, казнија. И што те казнија вика, не на времето кога бил, што те казнија вика од Скопје вика ме прати во Белград. Да, многу јако. Таму вика на функција ме прати. Сега тие исти луѓе, значи најмногу плукаат по Југославија, по комунизмот, по социјализмот, а ги има сите привилегии од тој социјализам. А ние што сме имали тегави проблеми некои условно кажем, јас мене во Југославија ме смета капиталистичко дете. Така ме гледаа, тие животот тогаш за југословенски услови бев отскокнував и материјално и финансово многу повисоко. Што кажат и со убави коли, сум го живеел животот. Јас сум го живеел, не животот, значи и смета капиталистичко дете во тоа време. Али сега тие истите луѓе што плукаат против ова Русија, Путин прв пат кога ќе дојде во Скопје, први ќе трчат на площад со лепи сол да го пречекаат. Кога ќе дојде, памти го моментот. А тоа во догледно време ќе се случи сега, тие геополитички поместувања. Јанко, да ти кажам, поише пати, еве сега пак ќе предизвикувам било кој политичар активен, и од СДСМ, и од
и од ВМРО да помене, особено овие десничари као патриоти што се издаваат, сите ги предизвикувам, да покажат како биле казнети, кој и зашто бил казнет во рамките на Југославија. На Социјалистичка федеративна република. Јас, 87 ќе покажам како, борејќи се за Македонија, сум бил казнет. И сум покажал во 2-3 емисии, сега да не ја замарам оваа емисија со тебе. Јас имам документ. Бе студент 86 година со надпревод со Звезда. Да, Звезда Бриш. И тогаш студентите урлаат, викаат во студентски, гледаат утакмица, вика за кого навија? Така, за Се Вардар. сеќаваш утакмица За Вардар навија. За Звезда кога беше у Звезда Бриш. Бриш, така. Затоа што Звезда ја тоа беше тоа македонска, тогаш се викаше радио телевизија Скопје, тоа тој како се вика директорот Ивановски или како се викаш, мене ми кажуваше после, вика јас се криев под трапезарискиот стол кога те слушав вечер. Пази, јас правам пренос, утре ден те излага колумна на Карамба, значи кој сега исто така е, не знам што, кој кажува дека коментаторот на радио телевизија Скопје, на спортскиот коментатор, не го осеќа пулсот на времето. Пази, ја 87 викам, Звезда е таа што му наштети на Вардар. Целиот пренос беше тоа, затоа што го намести да не биде Вардар есенски шампион, му одзема, не дозволи да се игра, iscenира дека се отруле фудбалерите на Звезда, некои глупости така. Сега ти си гостин, не сум ја, за да ги моите делови. Да го завршам овој делов со единствена Русија. Сега има едно тежнение такво зазимање. Има наводно се појавува нешто што се нарекува партија, мислам дека не е уште регистрирана, се вика Родина. Таа практично го зема името на руската партија на Рогозин, например. Рогозин не е председател на таа партија, меѓутоа таа негова партија, таму има Родина, која е дел и од парламентот и така натаму. И сега они ја зимаат, иако тој збор е и руски и наш е славјански. На крајот на краиштата луѓето имаат право. Меѓутоа, сега ако е Родина, сега се проруси, или ако е единствена Македонија, како што е единствена и Русија, сега се проруси. Види, јас го кажав тоа предно, значи таа наша идеја беше, вие сами ако се правите проруски, порусофили, тоа не е од корист за Русија. Да кажеме, кога победи овие десничарски партии сега, кога беа последните европски избори во Европа, и Путин излезе со една изјава и вика сега одма ќе почнат во европските парламенти проруската, ваква германска проруската, ваква италијанска, и он сам каже, вика, навредливо е, вика, да ги правите проруски, вика, они се вика германска, италијанска, патриотска партија. Јас сум разговарал лично со Мари Лепен и со таткој сум разговарал со таткој, сум личен пријател, сум тамо поише пати ме викал кај него дома, бевме поканети на неговата на роден денот, една голема забава за 80 години. Тај е председател на Франција. Мари Лепен, меѓутоа и кај таткој со кој они се скара, па се смири и така натаму, Мари ме кажи и нејзиниот советник со кого јас сум пријател, вели, вика, ни извади Сорос дека сме вика, ние сме француска националистичка партија. Па тоа го кажуваме. И еве сега трендот во светот веќе, тој модел е веќе застарен. Што беше до сега десничарски или левичарски партии. Тоа сега е Трамп, што вика дека прав политичар е оној кој е националист. Тоа сакам да кажам, значи до сега ги класифицира вака десничарски, левичарски, сега веќе тој тренд изумира, еден нов тренд има во политиката на глобалисти и националисти. Мене, Јанко, да ти кажам, ми се плашат да ми дојдат во емисија, затоа што јас тој што ќе дојде, еве да кажеме, СДСМ, некој или од ВМРО. Еве ако дојдат во ВМРО, или со СДСМ, све исто, кој сака нека дојде на крајот. Се плашат, кукавици се. Би го прашал сега, ние сме десно од центарот, да ми каже што значи тоа десно. Има ли некој да објасни што значи десно? Сега има нов термин, десно од десно и лево од лево. Добро, има ли некој што ќе објасни што значи тоа? Ама нема, тој тренд веќе и не постои, изумира. Сега веќе модата е политичка, во политичката тенденција глобалисти и националисти. Значи тоа што го Трамп што го спомна, патриотите, националистите. Па тој е најголемиот националист. Најголемиот националист и смета дека само така може политичар да ја води државата, ако е националист, ако се. Еве го гледам и полскиот министер за надворешни работи, ама вика вие не примате овие бегалци едно друго трето. Не, вика мене ме бирал полскиот народ, ја на полскиот народ морам да му обезбедам безбедност. Што го спомна, значи сега се става тука на дилема, значи Трамп едно кажува, гледаме тука те другите друго право тука. И сега се поставува прашањето, Македонија толку пари се потрошија, имаат буџет.
Прашање сега дали добро лобираат во Америка. Сега, не може Трамп да се бламира. Едно зборува, неговите права, друго тука. Не, Трамп си има борба тамо. Таа длабока држава, он нема слушнато за Македонија, значи кој треба лобирање. Трамп си има борба. И сега прашање нашиве, значи со таков буџет, дали се прави соодветно лобирање да допра до него, да му се каже чекај се тива, значи тие се појаки тие сили уште од Обама, што вика од Ти кажам, уште беше председател на партијата, како се вика Никола Груевски, и јас му понудив, имам многу добар контакт тамо преку мојот син, со луѓе кои 2 пати месечно, у тоа време, од фамилиарно се дружеа со Трамп, си беа 2 пати месечно на ручек и го да провериме кој е, што е Мартин Протриев, нешто Кирил Божиновски, ништо не бидно од тоа. Едноставно не им треба таква помош. Да го завршиме, значи овој сел, да заклучиме, Оливер Спасовски не ти бава пари. Како во Немаш. Бака се, јас за Немаш тие ништо со луѓе, удба? јас кажав, јас за тие луѓе сум бил господин уште од дете. Тие сега што ги спомнуваш, тие сега видаа некои убавини во животот. Од 90 навек со тие криминални Да приватизации. влезат у политика за да се Па ожени. или во полиција, па Да се ожени. овие млади, па ви некој рад што видува овие колку дана Антони, тие млади сите на 24-5 години се знамените Кирил, барем на рад испушенија. Сега да ги пуштиш со нивните врсници да одат да се наспреваруваат по дискотеки, прашање дали ќе успеат. Але вако од позиција на власт сега. Другата страна има. Па, И сега- тие што Па истите и како Заев тој сега. тамо од Карпош И сега Заев исто го прави. Едни Едни млади таму од 25 години, еве ги овие се ожени да ги пуштиш вака. Кој знае? не може ќе останат Па, сами во живот. Па добро, сега има предност сега Албанија, носат жени, отворени се границите. Да, Сега, таму- и плаќаат по 20.000 евра у Исланд, Така мислам. да, сега, и да завршам со ова. Значи ова што го кажам, еве сакам веќе пред народот. Ова да го кажам последното што ме праша за го финансирање. Значи за тие што се атеисти, што не веруваат во Бога, еве ќе се повикам на природата. Тие што се верници ќе се повикам на Господ и ќе се повикам на мојот народ македонски државјаните. Значи вечерва сакам да кажам пред природата, пред Господ, пред македонскиот народ, пред државјаните на Република Македонија. Нема човек во Македонија што може мене да ме купи или да ме контролира. Значи не се родил уште таков човек, а немам веќе на оваа возраст да менувам нешто во моето однесување до сега. Значи нема таков човек до сега не се појавил ниту ќе го имам. Ако има нешто нека покаже, еве, ние ќе одиме на избори, нека извадат се што имат. Еве сега народот треба се да знае за нас. Еве во април ќе видат, нека повелат, нека извадат нешто. Сега која сме? И сега кога немаш ништо, само ја завршувам. Кога немаш ништо и најлесно е така, оцрни го. Овие сега од специјалната војна удбаш, а па таму на тие албанските профили, таму ме нарекуваат фашист. Овие удбаш, овие фашисти, друго нема. Значи само едно голо оцрнување. А како си фашист, според што? Па според нив не сум ги сакал албанците. Таму на тие профили Па да, албанските, има и кај мене, ама Таму- зошто таму- мора да сакаш некој? името не ми го кажуваат таму само фашист. Ама зошто мора да сакаш некој? Ама нема Не врска го тоа. сакаш овој, не го сакам. Со обичниот народ албански. Ние имаме проблем со овие радикалните албанци, значи кои се лојален во државата. Нема проблем нека биде. Ја го кажав преска глобалисти, националистички, не сме ние националистички во смисла на шовинисти, националисти што се сакаме државата, што треба да биде уредена како национална држава со гарантирани права на малцинствата. А сега овие гледаат што прават? Јадеше федерализација, веќе терат кон територијална федерализација, терат да ја уништат државата. Сега како ги сакаме? За државата и за каде она оди, тоа на крај го оставам. Сега ќе минам на друг дел. На една средба меѓу мене и тебе во август, ти ме праша дали можем да објавам колумни кај тебе, јас ти реков да. Реално ти беше зачуден и со колку што беше зачуден кога се врати кај мене со колумни Стефан Влахов Мицов. Ќе ми ја објавиш? Он имаше малку расправија со мене. Зошто да не ти објавам? Јас сметам дека треба мислата на луѓето да се чуе. Дали тие што ќе прочитаат ќе се согласат со тебе, тоа е веќе твој проблем. Јас немам проблем да објавам било чив текст. Нормално сега да не е нешто гадотија, да не е нешто порнографија, да не е нешто така, инаку текст, политички, така. Од тогаш, не знам колку колумни имаш напишал, 5-6. И тие се главно на првите две беа нешто во врска со, мислам беше со војната, со независноста. Со независноста, после беа околу точките од... Да, сега, зборот ми е за точките. Реално, сега ќе ти кажам вака, ти откривам една тајна и за гледачите исто така. Луѓе кои не те сакаат. Мислам,
не си типа дужен, не очекуваш сите те сакат. Меѓутоа луѓе кои не те сакат или не те ценат или те си им одбивен, такви луѓе има и јас, што не ме сакат. Ние сакаме на Добро, ама избори. никој нема амбиција дека сите ќе те сакат. Ми кажуваат следно. И јас тоа го проверив. Абе, текстов мој одличен, само Бачев да не подпише. Значи, кој ќе прочита горе, нели, јас моите колумните, што ги објавам од колумнистите, горе го пишам името. Да се вратим на 5-60 години назад собствено име. Да. И како ќе прочитам Јанко Бачев, а јас, кој ги преобјавувам на Facebook, пишам, прочитај од текстот, баталете името. Текстот прочитај. Дали стои текстот? Дали стои тезата? Ја морам да кажам дека до сега овие, што ги образложи 6-7 точки, колку точки има програмата твоја? 10. Значи, 6-7, сите ги подпишувам со две раце. И сега што направив јас? Во последните 3 или 4 твои, не ти го пишам името горе, го пишам долу, а горе пишувам, го пишам насловот и давам слика од наслов. Значи, не те давам тебе, ни со слика, ни со. И луѓето читаат и ќе ми се јавија, ти пак мене ме зафркна, ја на крај кога прочитав ама добро викам додека читаш беше све во ред. Текстот окей. Сега зошто го пишал Бачев? Сега не може да измислиме ние друг, он го пишал, он си го. Сакам да кажам, значи, настрана Јанко Бачев, настрана Единствена Македонија, текстот, односно програмата, е прифатлива. Односно, да кажеме, е исто што и јас мислам. Ја лично го мислам тоа. Ја ги подпишувам тие тези, нели, за што беше, за фалсификуван попис, дека мора да има попис, дека албанците не се толку, дека мора да има укинување на сите овие пржински, не знам, мајски и така натаму, охридски и така натаму, комплетна една ревизија, за враќање на преамбула, за враќање, значи апсолутно се, тоа што треба да е. Пази, така мислат и еден огромен број луѓе кој ама да не е Бачев. Сега, мене ми е важна суштината. Формата, дали ти ќе имаш слика или ке е твое име, не ми е важно. Важно е да е суштината, а суштината е исправна. Како дојде ти до тие 10 точки? Програма ли е тој платформа? Како да е кажа? Ова е еден краток текст, платформа, ја насловивме така платформа, битка за Република Македонија, бидејќи не е претенциозно. Ова може би ќе биде и последната битка за Македонија. Сега овие избори 2020 година, од тоа ќе бидат од историско значење. Или ќе се зацементира се тоа што го избриша оваа власт во Скопје, или ќе победат националните и патриотските сили со кои што ќе се вратиме државата назад. Значи тоа се Значи на штитот или со него ќе биде? Так, па тоа е. Од тоа колку после рамковниот договор се заборави, помина 18 години и затоа ние сега мора овие патриотски национални сили да победат во Македонија и ние во овие 10 точки кои што ги утврдивме во партијата веруваме дека се остварливи. Сега многу луѓе викат, Заев тоа што го кажува во јавноста, народот нека заборави, едноставно лаже. Заев излегува секој ден и вика договорот е завршена работа со Грција. Не може да се смени. Па тоа го кажува, му дава значење на Библија. Значи тоа народот нека го заборави што го кажува Заев. Тој договор е ништовен. Јас сега во едно од тие колумните што ги спомнав. Збориме Преспански. Преспански го образложив, сега да не одземам време на тоа, дека тој е ништовен. Сака може да прочита на Значи само со еден збор можам да кажам. Договорот е ништовен и си има точно утврдена процедура според Виенската конвенција како може една држава да го поништи. Значи не е со 80 пратеника, не е со... Само треба сега една храбра влада, која ќе има храброст, решителност, да го направи тоа. Не корумпирана и да земе да го поништи овој договор. Не им треба 81, тоа јасно е кажано таму, значи треба влада. Сега влада требаше есен пратеник за да се направи влада. Значи не може пратеник. Тука Уставен суд не може да сврши работа. Уставен суд сега ова што го прават и со јазиците, со ове аболицијата, со ратификацијата што била. Тоа е сега за внатрешна употреба. Сега битно е државата, овој договор го има подпишен. Македонската влада, али проблемот е што тој договор има манлив е, рушлив е. Значи може да се поништи, има недостатоци. Значи прво и основно го подпишува неовластено лице. Клучниот недостаток е што е подпишан од неовластен орган и неовластено лице ја има изразена согласност на Македонија да биде обврзан со договор. За тоа лице и тој орган, тоа е и кривично гонење. Так, неовластен орган е владата, а неовластено лице е Никола Димитров, кој подпиша бидејќи има кривично гонење. Так, според македонскиот закон за склучување, ратификација и извршување на меѓународни договори, ова надлежност има председателот. Тоа е председателот им одбие. Отидоа они да побараат на мала врата, влезат, овој ги шутира. Тоа е едната основа по која што може се ниши, другата има недозволен предмет.
меѓународното право е јасно. Прашањето на името е внатрешна околност, не на меѓународното право. Значи секоја држава може да се вика по собствен избор како што ќе одлучи народот внатре. И значи според меѓународното право за име не може да се преговара, е забрането. Значи има и недозволен предмет. А суштината на овој договор е името, предмет преговарање е името. Значи тие две работи, сега има некои други, по некои други основи може да се бара поништување. Чекај, има уште една работа. А тоа дека имаше референдум. Кај што народот кажа. Исто, народот си кажа на референдумот. А народот е суверенот на државата. Они се газдите. Народот е газда. Не е заев. Сега тие геноцидни организации таму, НАТО и Европска унија, тоа не го почитуваат. Од друга страна, секој ден доаѓаат и викаат демократија, човекови права, владење на правото, ама на Македонија не ги почитуваат тие. Тука не важи. Тоа што го кажуваат. Затоа сега треба една храбра влада, решително ова може да го поништи и многу е лесно и изводливо да се поништи. Бидејќи овој договор, како што кажав, е според меѓународното право е спротивен на сите тие обврзувачки одредби. Сега има некои други основи во Виенската конвенција, пример под принуда дека е исклучен, бидејќи сега според меѓународното право не се принудата веќе се толкова пошироко, не се мисли само на вооружена некоја закана, него и економската и политичката закана се земат како основ. А ние имавме куп такви закани политички. Нема да ве внесеме во тој само и внатре имавме закани со 8 пратеника, со притвори, со тоа веќе го цени меѓународното право, има еден куп примери каде што внатрешни представници кога требале да прават ратификацијата биле предмет на принуда. Значи тоа е важечко според. А не знаеме дека веќе јавна тајна дека тие 8 беа принудени. Не, ама почна да признаваат. Па и сами признаваат така. Министерката за правда призна дека е под принуда, не знам кој. Значи тоа е страшен злосторство е направено. Дали има за тоа кривично гонење? Па има како нема тие луѓе еден ден кога ќе смени власта, ја верувам дека можеби и сами ќе се сведочат, сами ќе како што сега подлегна под притисоците на Заев, по дадени променените околности политички во Македонија и сите тие луѓе ќе се спасуваат како што се случи со овие сега. Значи суштината е дека може. Сега таа е една од клучните точки. Втората не беше дека Македонија мора да биде национална држава на македонскиот народ со гарантирана положба. Така е уредена цела Европа, освен Белгија и Швајцарија, ама тие немаат автохтоно население. Тие се составени од други народи. Сите останати држави, значи во Европа базираат на шпанци, португалци, на национален субстрат, французи, ја им ги гледав уставите на сите се почнуваат. Ние, тој народ, сите се почнуваат народ, полскиот народ. Така се почнуваат сите во уставот, значи се национални држави и се гарантираат положба. Па еве не се смеа сега во Венецијанската комисија не се смееше, па вие давате права надвор од стандарди прифатени во Европа. Значи тоа на свој виден начин како мајтапење од страна на овие Венецијанската комисија. Дури зачудени били и они таму дека такви стандарди никаде во Европа не се предвидени за малцински права, како што овие ги имаат тука добиено. Како што ги имаат добиено. И сега веќе се усилија толку и викат не сме малцинство, ние сме конститутивен народ. Да, ама тоа е класичен апартхеjd. Да малцинството владее со мнозинството. Тоа се случува во. Тоа не се случува се. Они дури и да се 25 не се, они се 16 албанците. Дури и да се 22-23, они имаат несразмерно поголема власт дури и врз база на тој измислен број дека се. Значи, они имаат, еве ако се 22 на 100, како што тврдат 22-23, они имаат повеќе власт од тие 22 на 100 државата. Па веќе за нив едноставно во Македонија власта не важи. Гледаш во театарот кога демолираат, како се мајтапија, не сме ние вика, може Заев го рушише вика од каде знаеме. Нема организатор, нема одговорност. Овој што им е главен на како се викаше Рейс Сулеман Реджепи. Излезе со текст, со изјава, видео кај што кажува дека македонците диво племе. Обвинителство вика нема говорна омрза. Овој вика војна ќе има, речи го. А овие македонци секој ден ги торпедат по судови, со овие измислени кривични дела сега говорна омрза, што е фактички враќање на вербалниот деликт. Али трагично е сега што ова веќе е јасно што се случи со оваа власт. Сега лошо е што најголемата опозициона партија, да земеме ВМРО, да помне, што оди по нивните стапки. Значи не гледаме едно сплотување во однос на националните интереси. За мене беше чудно, пак ќе се навратам на почетокот кога кажав како Мицкоски правил шеми тогаш за оцрнување. Мицкоски сега уште ми кажуваат, место Заев да не биде заеднички противник, он мене ме гледа како противник, како наводно сме имале. Мене ме гледа како противник, што му е погрешна таа перцепција, бидејќи ние сега знаеме пред каков предизвик е исправена државата. И тогаш во тоа време кога тргна со таа подземна кампања, одеше тоа кога беше во јуни месец, кога јас со вењето кога беше со руското знаме, 5 вечери го шета едно по друго на телевизија, барал моја апсења. И човекот едноставно тоаш мораше да му вратам така на еден ајде да кажам на еден безобзирен начин, да му кажам дека мозокот му се застанал 48 година, бидејќи
качувањето на транспортери, вејањето на знаме на странска држава никаде не е пропишано со кривично дело. Никаде во ниеден закон во Македонија нема кривично. Не знам дали ти е баш Тоа е на работа. најдобар потек тоа качувањето на транспортерот, Па сега тоа ше емоциите не понесува. Меѓутоа, едно знаме, Дали е добро или имаше лошо? и на едно, како се вика, на еден митинг на ВМРО, на тој најголемиот, имаше српски знамиња две и одма почна да па да се оградува, а од друга страна албански знамиња колку сакаш Сега сега. тоа останува историјата нека цени се. Нас не понесува емоциите таа вечер, такво беше и се случи тоа што се случи. Сега втора работа. Еве сега тоа ние синоќа. Ама вика нете, Сега ти си се качил на транспортер, ама полиција ништо не те правил. Па што ќе ми прави? Прво качувањето на транспортер и вење знаме на странска држава во ниеден македонски закон не е пропишано како кривично дело. И сега он почна да го шета таа, се сеќам 5 дена го носеа на различни, беше во Телма, беше во 24, во сите и вика зошто Спасовски не го апси Бачев, а зашто да не апси? Од друга страна кодам по неговата логика сега, Заев секој ден излегува суда само со соопштение за Мицковски, де хидроцентрали земал, де земјиште земал, ваму земал, зашто не го гонат? Значи он е нечи човек. Зашто не му водат постапки? Само со соопштение секој ден волку милиони евра од хидроцентрали, волку земјиште му дал Груевски кога бил, а не му прават ништо. Ако гледаме сега по таа негова шашава логика. И сега што најинтересно, ние синоќа во партијата што додевме до документи ги ставија на нашата веб страна. Таа веб страна што е таму ги ставиле и кај мене. Што е поинтересно сега, јас сум почестен, јас сум предмет на обработка и на официјалната служба и на партиската служба на ВМРО ДПМН. Ги закачаме тие два документи. Едниот е официјалниот годишен извештај на службата за државна безбедност кој што го изготвува. Таму стои дека во делот кај што стои спротивставување на службата работи по линии, француска, германска, бугарска, српска, и таму кај што стои кај руската, спротивставување на руската служба, значи јас сум заведен како човек кој што е интересен по таа линија и да се следи. Да се следи, има сега тие 7А, 7Б, така се мерка тајно аудио, тајно наблюдување, тајно аудио, визуелно, овие телефониве и периодично и следењето. А од друга страна сега пак ВМРО има на комисија, се вика КСИО, комисија за стратешко истражување, таа е како паралелна служба. Што има во ВМРО, имат и они такви една група што следат. Која води таа служба? Нацев? Таа во ВМРО сега, кој ми ја води сега да не манипулирам сими, нема таа една група таму. Дали знаеш? Специјално. Не знам. И сега дојдовме до Оливер Андонов. дојдовме до еден таков извештај и па во тој извештај стои кај што извештаите му се доставуваат лично на рака на Мицковски. Тоа ќе ги видат читателите на нашата таа страна. И таму стои документ од ВМРО да помага од КСИО. Сега зборам за КСИО, ќе закачиме и двата. И од службата по руска линија што не следат, официјалната државната служба и ова на ВМРО. И таму стои еден извештај на КСИО вика директно дадено на рака на на лидерот Мицковски. И стои наслов влијанието на Јанко Бачев врз членството на ВМРО ДПМН во Источна Македонија. Така има. Така, закачено, значи сега јас сум сега особено почестен, за мене тоа не сега луѓето од јас сум работел таму во МВР, луѓето што не ги разбираат тие работи, мислат следење, прислушкување, некоја голема работа. Јас напротив ќе кажам, јас сум среќен, почестен сум, две служби сега да ме штитат. Фала многу. Фала многу, еви на двете, и на КСИО, и на ова служба за државна безбедност, бидејќи што нека следат, нека прават. Јас моите ставови, кај тебе пишувам колумни, моите ставови ги кажувам јавно. Што ќе следат? Тоа е тезата, извини, само ќе памти се зборот, тоа е тезата на Мирка. Вика, бе, џабе Миленко нас не следат, не слушаат. Ја и она ќе седнеме у СТЛ или ова, одма на другата маса, од никаде доаѓаат двајца и ништо, кафе и вака. Абе вика, што да не слушаат? Ние тоа што го кажуваме, што го збориме, сега го пишавме, го кажавме во емисија, што слушаат луѓе? И па сега тој извештај таму, сега нешто го добивме. Тој е основ за кривично гонење утре кога дојде до промена на власта. Таму ставиле дека ако си за Русија, пример, за Евразиска унија, тоа го третираат како државен непријател. Како тоа може? Тоа си е тоа легитимна светска асоциација. Па сега во службата тоа го прават, тие извештаи одат според процедурата одат до министерот за внатрешни, до председателот на државата и до председателот на владата. Од службата, тие годишни извештаи и до американската амбасада. Па таму обавезно тоа, таму работа. И значи во тие извештаи стои дека предмет на безбедносна проверка поради застапување идеи за соработка со Русија. Тоа е казнево дело и тие луѓе едноставно дали се утре може да одговараат. Оти во македонскиот устав стои дека Македонија може да членува во заедници, сојузи, меѓународни. И толку точка. Не стои НАТО, ЕУ или Евразиска унија. Се стои Македонија може да членува во меѓународни организации и утре, како што кажа сега, може да биде Евразиска унија, може да биде може да е БРИКС, може да е било што. Еве утре немаме нафта, може некој влада и текне да каже да барат прием во ОПЕК. Да. Да членува. Така. Тоа е суверено право. Ако немаме таму таа организација на овие државите производители на нафта, како е ОПЕК. Да. Може да текне да поднесе барање или движење на врзаните. Така е. Може да. Види, сите избегаат тоа движење. Мислам,
Македонија избега од тоа движење на неврзаните, србите и хрватите не избега. Си одат. И Србија има голем бенефит од таму, еве една по една Косово се повлекуваат. Така а те се сите членки на движењето на врзаните. До сега бројите 8 или 9. Да. Дека го повлекуваат ова признавањето, а тоа беше еден моќен сојуз што имаше посебни симпатии према Југославија и сега овие држави што произлегува од Југославија, ама ние бегаме таму. Хрватите го користат. Пази, членка на Европска унија и на НАТО. Па го користат. Си одат, како има тоа, нели? На колку има, на 2 години, ова си одат. Ние дека имаме луѓе што изгубено национално чувство. Сега гледаш, нас целата штета не ја направила триото, Заев, Шекеринска, Димитров. Татко му во книги има пишано, тоа не е тајна научен труд дека сме бугари. Што и се бугараш, тамо многу не го интересира за Македонија. И гледате сега, они слепо ги следат тие политики на западните овие ментори. А овие утре ќе им кажат, први ќе им кажат, па тоа вие сами си го правите. Кој ве тераш? Еве сега гледаш, какви глупости прави со овој Нобеловецот во Белград. Да. Се истрча, вика не бойкотираме. Ја поддржа Приштина, ова. Да. Го поддржа ставот на тука Косово. јас напишав дека е на крајот на криштата смешени Вучич. Затоа што и Вучич и нивната премиерка лесбејка сите и му дадоа голема доверба на Заев. Наши су односи ова, имамо изванредни односи со Скопјем, не знам што и така натаму. И сега одеднаш разочаран, сега види вамо таму. И многу ми пречи кога Вучич или предсепа неговиот министер за надворешни работи, ќе каже македонскиот народ. Не е точно. Македонскиот народ не беше согласен со признавање на Косово. Македонскиот народ не беше согласен да биде примено Косово во УНЕСКО и во Интерпол, не беше согласен. Никој не го праша македонскиот народ. Кога е веќе кај прашањето на македонскиот народ, што мислиш се случи исто во Црна Гора? Оваа власт сега што е, значи Зоран Заев и Стево Пендаровски и председателот на Собранието, кои се нелегитимни. Они се нелегитимни, они се криминални. Они се без процедура донесени. Меѓутоа, и натаму и покрај 3 години строга репресија, они се плашат да направат референдум, да си изјасни народов дали сака да влезе во НАТО. Они вика, народот сака. Чекај да видиме дали сака. Треба да го покажеш тоа. Математички прецизно го покажеш. Дајте референдум да видиме дали народот сака за членове во Европска. Ова во јавноста малку се знае од и народот дека ја перципира таа као готова работа. Еве чекале уште Шпанија да го ратификува договорот. Еве не може. Ама народот сега малку го знае тоа, ама ова нема да го направи ова влада. Значи после треба да има таа тоа како направат одлука во парламентот, со кој што ние тоа со 61 пратени може да го донесат, меѓутоа малку се знае дека тука сега како се толкува тоа во уставот, кога Македонија се зачленува во сојузи или во заедници, значи треба да има референдум. Сега пред да се ратификува од на крајот ќе треба Македонија во собрание да донесе одлука дека веќе ја влегуваме. Значи претходно треба да има референдум и за тоа, ама ова тоа нити се спомнува во јавноста. Бегаат од народот. А не дека како се покрајниците имаат тоа ќе го направат, нема да го направат. Значи треба да се праша народот, а исто го направи и во Црна Гора. На сила. На сила, таму ги испоапсија луѓето. И таму немаше референдум. Јас таму контактирам, имам фини пријатели, Гојко Раичевиќ, Марко Милачич, така натаму. Тоа имаат страшна репресија, има врз нив. Ги апсија, ги однесоа по затвори, по измислија дека ќе имало атентат врз Чукановиќ, така натаму, луѓето ги пресудија со големи затворски казни. Значи, фактички насилно ќе не внесат во НАТО, али за жал народот не треба да седнува на тие приказки што му ги шират. Еве Заев, кој водеше кампања за референдум, ти сега води кампањата, демек малтене тука некаде на Табановце, полно е со милиарди и чим влеземе во НАТО, во Европска унија, ќе се истурат тука милиарди, сите ќе бидеме среќни, весели, сите ќе живеат богати. Тие европски земји богати неколку таму не се скроени нас да ни помагаат. Тие се скроени тука од 90-та година, тоа неоколониализам што се воведува од 90-та година да зимаат од тука. Тама работа таму да има некои луди холандјани швегени, ќе го полнат буџетот на Европска унија и ќе ни дадат по 2000 евра. И таа една голема измама што го слушаме со тие донации. Да кажеме, ја имав некои пресметки правев, Европската унија досега тука извлечено преку разни аранжмани има преку милиарда од Македонија, а во форма на донации има вратено околу 300 милиони евра. И сега гледате, ќе слушаме секој ден во овој град некој пат направиле Европска унија, улица, амбулант. Значи они повеќе имаат извлечено тука, тама работа тие да истураат пари тука. Значи они се така скроени и гледате се НАТО. Во Македонија рекет, збор нема кажано, да осуди да каже, нели цело време викаат борба за корупција. Они цело време молчат бидејќи НАТО не го интересира грабежот. Они сакаат марионети да се бидат послушни
ќе им дадат да се збогатат, зашто јас кажав и на почетокот, од 90 година гледај ги наши политичари, кој како влегува во власта како обичен граѓанин, како излегува како најголем капиталист. А сол нема во очите. Така народски кажано 90 година. И не ги чепка никој. Го гледам Илија Димовски. И има слики така кои ми се доста, да не го навредам, ама промискуитетот му е сумнителен, такви се сликите. Меѓутоа човек кој доаѓа од сиромашно семејство, кој доаѓа, кој единствен ангажман у животот му е вакво, како се вика, партијата, саат од 3000 евра, сако од 500-600 евра, марамче едно друго тето. Од каде тоа? Од пратеничка плата. Колку е пратеничката плата? Е 50.000 евра, така. Так, и нешто, еве, патни трошоци од Велес назад. Како се заработува тоа? Таму има шпекулации дека хотелот у центарот на Велес е негов комплетно и некои други. Како тоа одеднаш толку се заработува? Па видите, тие, ако го следиме сега примерот што беше со овој, што го спомнав фондот за иновации, така беше и за времето на ВМРО кога беше. Сега да кажеме врвот. Еве Мијалков, Орце Камчев, тие искупија половина Македонија. Значи направија богатство. Орце Камчев си беше бизнисмен и пред тоа. И си ја наследи империјата на татко му Илија. Вака се, значи во тие 10 години буквално Сашо Мијалков бил одсекогаш во службите, значи и во контраразузнавање и во армија. Па они беа заедно, овој во овие 10 години Орка од здравство, гледате, се рашили во земјоделство, во лозарство, во хотелство, во градежништво, значи ги рашили. Тоа не е политичар, тоа ми е зборот, тоа е разликата. Така, али во посадина, значи може да ја користи политиката, не викам, ама не. И сега што ми беше поентот, значи ги трупеа тие богатства, сега и на времето и сега што го спомна Димовски, значи сега Заев од друга страна сега па другата половина треба да ја докупи братно Вице, значи овој Мијалков, Вице и Ангјушев да ја докупат тоа. И сега што прават они? Такви како Димовски, сега направени од пандан на другата страна, ги задоволувате со такви. Беаш нови им давали по 200, по 300.000 евра од тоа фондовите. И така Груевски на времето ги задоволуваше другите. А овие врвот прават милиарди. Ама ти на Цветанка Ласкова на некоја снага таму да даеш 250-300 Ама илјади. Или на Сашо Ордановски на брат му да му даеш 300. Тоа се многу пари. Ама врвот со тоа пас милиардите ги крие. Ангјушев гледате, натрупа големи богатства. Значи се мора и на овие да дават по нешто. Ќе се попунат. И на времето Груевски Мијалков кој тераше целата таа работа. Он сега ти викаш 200 за нив много, ама Мијалков ти вика тие се трошки за нив, он зима милиони. Добро, за обичен народ, тоа се многу големи пари. И Димовски као такви, да кажеме, ги пушта се 200-300 илјади тие преку некои канали и им доаѓаат. И саат од 3000 евра. И да ќе изгласат некој закон во собрание. Цвикери од 500 евра, 600. Много сето тоа да кажеме на нормална држава институциите дури не е клучниот проблем за Македонија. Сега некој да ме свати погрешка дека е за криминал. Криминал треба да се расчисти. Меѓутоа ние сега суштествено во оваа држава во овој момент ние мора сега да ги поништиме овие антимакедонски договори, бидејќи државата. Ама може да ги поништиш, ама ако имаш корумпирани пратеници, како ќе го поништиш? Затоа е зборот. Па затоа сега на следните избори треба народот да не сгреши, кои ќе бидат во април 2020 година. Значи сега работава е се е лесно изводливо. Ние знаеме како и криминалци да се фаќаат, како се открива, како да им се земе украденото, се е тоа лесно изводливо. Тука нема некоја голема филозофија. Како овој председател на Монголија. Така. Све ќе вратите за 40 дена. Сега е битно во моментот државата, тя тргнува од една проста вистина. Ако државата се струши, сите ќе не затрупа во неа. И на кого ќе бидат после тие пари? На кого ќе биде таа економија, таа благосостојба? Значи ние сега првим треба да ја одбраниме државата. А после натре знаеме, лесно е, економската наука утврдила критериуми како се развива економија, како може да развиеме економијата. Него мене сега ме загрижува тоа што еве опозицијската партија најголема ВМРО ДПМН не е нова линија. Ти гледате, мене ме загрижува тоа што сега Заев кај оди во Брисел и Мицкоски оди во истите канцеларии по него. Кај истите луѓе. Дури веќе еве почна, сега дали тоа намерно го прават, веќе почна да го оцрнуваат. Директно Хан, кога беше ова таа како вика па Мицкоски му викат веќе што се прави многу патриот, он се прифати веќе готово завршена работа. И он прифати се. Па за него тоа вистината, ама за него тоа оцрнување тука во Македонија. Значи двоен морал во Македонија глуми дека ќе го браниме името државата, а ваму и по тие врати кога оди по Брисел, таму зборува сосем друго. И сега веќе дури тие пред време, условно кажано го оцрнуваат, пред време кажуваат дека еве и Тимо ние некни, овој францускиот амбасадор, он исто кажува дека готово и Мицкоски даде согласност, тоа е завршена работа. Тоа е сега македонскиот настрана Мицкоски лидери на партија, ова се минлива работа. Важно е што сака народ, што мисли народ. Па сега народот, еве сега нас не прашуваат, кажеме многу во тие разговори, што ќе направите вие, пример, колку пратеници може да освоите. Сега за нас да кажеме не е битно колку пратеници ќе освоиме. Сега за нас во Македонија најбитно е сега на овие следни избори ние да имаме бројка на пратеници
со кој што ќе влеземе во парламентот и пред македонскиот народ да покажеме како се работи за заштита на националните и државните интереси. И кога народ нас ќе не види тие 4 години. Добро, ти да беше у парламентот сам или со два тројца на 27 април пред 2 години. Ќе се десеше, ќе се случеше ли тоа? Ќе се случи да се пее албанска химна? Да се гласа надвор од процедура, да се гласа надвор од делот каде што треба да се, значи од главното место на председател на парламент и така натаму, да гласат со по 2 раце луѓето. Јас се гарантирам, и тоа најискрено го кажувам, дека во тој момент да имавме ние пратеници, нека беше 1, 20, 30, 5 мина, ја гарантирам дека ние ќе го спречевме изборот на Талат Џафери. Како? Тој каубојски начин. Па внатре, колку сега што се сеќавам, во 18 часот Трајко Велјановски ја водеше седницата, бидејќи така е по уставот, нели, председателот од претходниот состав, додека не се избере нов председател, ја води седницата. И Трајко Велјановски како претседавач ја заклучи. Вика заврши. И така е по деловникот до 18 сатот работа. Така мислам и една одредба ставија дека собранието работи од 11 до 18 часот. И во 18 часот Трајко Велјановски вика дневниот ред исцрпен, продолжуваме, друг ден ја заклучи. И во тој момент се случи тој пресврт. Овие се собраа тука кај столицата така подоле, не излегува и наеднаш почна да читат уставот, го бираме тоа, е сега како тоа. Да имавме ние внатре пратеници, тоа ќе го спречевме на секој начин. Може ќе имаше и тепечки, нема ли сцени, имаше може и гужва. Па добро, тоа не е единствен парламент што имал такво нешто. Па ќе имаше, ама ја гарантирам дека тој каубојски начин ние ќе го спречевме. Па еве неколку пати спомнавме кривична одговорност. Па до ден денеска колку што кажуваат немало и записник од тој избор во собранието. Па вие председател на местна заедница кој бирате се прави записник, не па председател на собрание. И до ден денеска немало и сега веќе излегува и тоа дека немало и 61. Ако на каубојски начин го бираат таму на тие немало и доволно гласови. Немало и доволно гласови 61. Ама јас себе гарантирам дека ние да бевме внатре тоа ќе го спречевме. И сега што ми е смислата за овие избори? Можеби ние нема да освоиме да формираме влада, меѓутоа нас не треба сега еден квантум на пратеници за кој што народот ќе види како се работи за националните и државни интереси, за кој што ќе кажеме сите ние ќе се заветиме дека сме спремни да живееме, да работиме и ако треба да умреме за Македонија. Нема ли да ја купат? Тоа ќе го кажеме. Јас за мене може да гарантирам сигурно. А за другите шеве што ќе се на листи кај тебе? Па сега ние, значи, внимателно ќе ги одбереме. Сега сега не можеме 100% да гарантираме сега како рекол народот, жив човек, ѓавол. Сега како ќе биде ја можам да гарантирам дека ќе го направиме тој избор, барем луѓето јас што ги знам лично, што ќе бидат носители и знам дека имат, дури ние упативме еден повик и до сите не само партиски кадри, него упативме еден повик до сите патриоти во земјата кои се сега спремни да ја бранат државата. Ајде сега на листи да влеземе сега од ова сега избори ќе да не се твои членови. Да не се мои членови, него сега сите патриоти да се членови на Македонија. На Македонија да се спремни да влезат во парламентот и таму да ја бранат Македонија. Од ова треба да биде сега јасно. Овие избори, ова не е битка за лидери, за партии, не е битка и за Јанко Бачев, јасно, небитен. Ова е сега битка за Македонија. Или ќе успееме или нема да успееме. Ова е света должност за секој македонец и јас гарантирам дека ние сега, ако влеземе со еден квантум на пратеници, колку сакат нека бидат тие, ние ќе покажеме како се работи. Ако ќе покажеме кога 4 години ќе не види народ, ја ти гарантирам дека на следните избори ќе ги победиме. Ќе формираме влада. Кажи ми, врти случај па дојавме сега до изборите кои ќе се. Јас сум се уште скептик дали овој ќе се повлече на трети. Оти тој све излаже во животот, може пак да излаже. Тоа не е битно, нека бидете во октомври, 3 месеци што менува. Што менува 3 месеци, дали во април или во октомври? Имам две прашања тука. За да настапиш, ќе настапиш како партија сам или ќе има некаква коалиција? Вака ние сме во разговори со здруженија, така повеќе, а не партии, здруженија. Па нема партии, овие партии што ги гледаш по Facebook не е ни една регистрирана. Интегра не е? Тоа се со Интегра немаме допирни точки. А овие некои Добро Родина, таа не е формирана. Па мислам дека не се, колку што ми е познато, мислам. Она трета не е формирана. Па нема трета Родина, има Македонска народна, има неколку партии. Ако се сега погледите што ги имаме ние, да кажеме, во однос на Македонија, не се слични определбите со тие организации. Па еве што ги спомнаш Македонска народна партија, еве Родина што ја спомна, да кажем има еден голем број на здруженија што исто така ги делат овие наши Бойкотирам? Бойкотирам сега тоа до ден денеска не ми е познато. Тоа е една организација на Facebook, а луѓе не гледаме. Тоа и за време на референдум кога беше имаше една таква Facebook страна, ама луѓе организација таму не гледаме. И сега што е побитно, еве ова со еден збор да го кажеме, еве ние тука велиме во платформата на едно место дека ние сме отворени за соработка со партии, здруженија и поединци во земјата и во странство
ако се прифатли овие определбите што се во платформата. Значи отворени сме за секој. И затоа ние сега ги повикуваме. Добро, може има некој што сака да иде да коалицира со тебе, ама од 10 точки за 7 се согласува, за 13 се Ама согласува. ова е отворена. Отворена е, може ќе ја дополниме. Суштината е сега, види вака, од овие 9 точки суштината е значи договорите овие со Грција, со Бугарија и двојазичноста. Еве сега тука ние кажуваме, пример ќе укинеме службата за државна безбедност. И ќе формираме мала, ефикасна и високо оперативна разузнавачка и контраразузнавачка служба која ќе работи во интерес на народот и државата. 30 години оваа служба е длабоко злоупотребна, само ги следи политичките противници. Следи, прати и ги уништува. И ги уништува, 30 години. Затоа ние ќе укинеме Добро, така. значи ти Сега тоа може некој да не е прифатливо. Ајде, ама сега суштината тука е пописот, што го спомна, тој попис е фалсификуван. 2002 година, јас се детално го образложив таму во една моја колумна, пописот и овие договорите. Тоа е битно. И за нас што е посебно битно, кажуваме дека ќе направиме ревизија и одземање на украденото од позиција на власт во криминалната приватизација и постприватизација. Па тоа е жално. Значи тоа важи уште од оние 10-12 тајкуни. Па тие се битни. На како се вика, на Бранко Црвековски. Сега многу убаво име некои ми измислят тајкуни, некои олигарци. За нас се транзитски бандити. Тоа се бандити, тоа они го оплячкаа општеството, тоа се десетина души кои што ги одбраа 90 година и се пази која е жална слика во Македонија. Го оплячкаа општественото богатство кое 50 години наназад го создаваа сите работни луѓе во социјализмот. И сега се најдоа десетина луѓе 90 година бандити и си го оплячкаа. Еве имав една колумна преку примерот на Свето Јанешки, ја илустрирав таа приватизација со 0 денари заработи 100 милиони евра. И не само сите се тие такви. Значи јак бизнесмен. И тоа мора да им се одземе. Мора да им се одземе, сега некои луѓе викат како. Една држава, без разлика дали е мала, сега како Македонија, мала, ваква, таква, никаква, кога е власт, кога има органи, многу лесно може се да се направи. Дури ќе дојдат, ќе се го вратат тоа како што треба, дури ќе ги ституриме на македонска телевизија и да се извинат, зашто претерале малку во окрадението. Добро. Сега јас цело време еве во мои настапи, во текстови спорам, односно го критикувам лошиот кастинг, односно лошиот избор на кадри, на луѓе. Сега ние нема да навлегуваме во тоа, зошто тоа така, да кажеме, го направил до СДСМ или ВМРО да помене. Меѓутоа, пратеничката група, која во времето на председателствувањето во партијата на Никола Груевски, тој до последен човек он ги бираше. Значи, кадровска комисија да, меѓутоа Никола Груевски што ќе каже, тој има избрано 8 души кои предадоа Македонија. Тој, не знам како се вика тие, Арнаудов, не знам, тој од Левчани, не знам, тамо Емилија Александрова, не знам, министерката поранешна за култура, прво, и второ, има избрано погрешно коалициони партнери. Амди Бајрам му избега. Тој е еден таму што е од Гостивар, не му избега, него преврти страната. Тој е еден од Гостивар исто така. Партијата која е најголемиот коалиционен партнер после социјалистичка партија на Дзинго, најголем коалиционен втор партнер на ВМРО секако е Гром. Од тамо двата пратеника, двата се свртеа, и Панчо Минов и пред него уште Чедо Саздовски. Значи практично гласачите на ВМРО да помене ги изгласале Чедо Саздовски и Панчо Минов, значи гласале пратеници за да направат пратеници на СДСМ да му направат. Дали ме разбираш? Тоа лоша проценка тоа. Значи, не е лошо, тоа може и намерна, не знам, затоа што ти го тераш гласачкото тело, гласајте вие за Амди, за Чедо, за Панчо, а ти ВМРО ги гласанив по желба и по наредба и по волја на партијата и на лидерот, а сите тие практично народов што ги изгласал за да бидат у ВМРО, а тие се во СДСМ. Тоа е перверзија невидена. Па може и време да се размислува и за промени во изборниот законник, да се забранат такви шетања или ако избран од една листа да не може да преминува во друга партија, да му престане мандатот. Добро, ама тоа го нема сега. Тоа го нема. И нема да го има и у април. Па го нема, сега во современи овие европски законодавства познаваат такви решенија, кај што пратеникот може да биде отповикан, кај што ако промени една партија во друга му престанува мандатот,
во некои законодавства има дека министрите истовремено се и пратеници. Така значи има различни тие решенија. Сега ова што го спомнат точно е, овие се невиден срам што го направија. Сега Груевски сигурно во Будимпешта таму се размислува да ми дадат уште еден мандат, знам како, ама не бива така. Тоа бидна сега. Тоа така не бива. Тоа бидна сега што го направи. Прво да се извини. Они беа толку убедени, така беа поставени тие лостови во државата, они беа убедени дека 100 години ќе се ама еве дојде тие западни центри, ја ги викам зверот, некои ги викаат длабоката држава таму. Значи дојде пред изборите 2016-та ВМРО ДПМН и председателот на партијата и сите органи таму беа убедени дека ќе победат најмалку со 55, 56, 57 и ги имаа сите истражувања пред се водени од Влајко Божиновски дека еве готово е, еве ги цифрите, значи ние немаме од што да се. И тоа не се случи. ВМРО практично резултатите беа пата, беше 50-50. Наместо победа имаше пребројување на гласови за 2, 3, 4 гласа во некое село Тетовско, дали ќе биде 51-49 или ќе биде 50-50. Сега има повторно такви истражувања на јавно мислење кои кажува дека ВМРО ДПМН убедливо ќе победи. И сам лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски тврди дека ќе победа со 100.000 гласа разлика. Тие анкети ја ги гледав сега, значи една имаше ово што го спомна, една имаше таа Ири, ама само да те потсетам, еве види во тие архивите за референдумот, таа Ири после ова што беше наводен на Кржаловски, така како ја викаат Меѓународен центар за меѓународна соработка правеше, и една трета имаше. Тие сите пази сега го утнаа референдумот за цели 50%. Кажа дека излезоста ќе биде 70, 67, 70, а и 36. И тоа билдано 36, не имаше. А тие се најрелевантни, ги рачунат како најрелевантни, Меѓународен центар за меѓународна соработка, Ири и ова на Божиновски. Значи тие го утнаа референдумот не за 1, за 2, за 5, како што викаат оние тоа маргини плюс минус. За цели 50% го утнаа ова. Така да и сега може подгреваат некоја таква атмосфера. Еве сега пред некој ден и Заев се пофали. Ќе го победиме со 100.000. Сега и овој вика со 100.000. Ама тоа е како и овој вика со 100.000. Како тетки пред гранатче што кажа. Значи најдобро е сега македонскиот народ. Пред некој ден баш така, нели, имаше некоја така симпатична забелешка, дали е добро да ги победи и двете? Тоа дали е изводливо? Ќе се види сега на овие избори, бидејќи ВМРО ДПМН. И ако победи, еве гледаме веќе може да се навестат нивните идни потези. Гледате се за преспа договор не го спомнуваат, пописот не го спомнуваат. Од друга страна што е бомбастично, ќе го укинеле прогресивниот данок, ќе вовеле рамен данок. Тоа народот многу му е гајле дали ќе биде. Не разбира што е тоа. Па не разбира. Народот не разбира. Па сега клучните поенти се тие на Мицковски што ги. Значи сега за ова молчи. Мислам равниот данок каква врска има со некој вработен Па они кажува на времето демек као рамен данок сите исто плаќаат, а прогресивно демек богатите ќе плаќаат. Не, добро, ама овој некој што работи и сега они одат на тие економски мерки, ама за националните прашања молчат. И за бугарскиот договор. И за бугарскиот и за ова што го прават сега. Така да тоа е малку загрижувачко. И најбитно е сега да кажеме доколку ние би имале една силна опозиција која што јасно ќе излезе на тие определби дека тој договор со Грција ќе се поништи, дека двојазичноста ќе се поништи. Тоа не може да го очекуваме, баче, сега тоа е. Па ако не може сега ние треба да продолжиме да работиме, да се бориме сега колку ќе успееме тоа. Иначе тоа е спасот за Македонија. Инаку еве оваа јазична федерализација веќе е пределна етапа и за територијална федерализација. Прашање на денот е кога и ќе федерализираат, а следна етапа ќе биде и отцепување. Значи, освен сега стрека за Македонија веќе ако тие анализи се покажат точни дека се најавуваат геополитички поместувања некои. Тие веќе во светот се случуваат, него издрани на Балканот. Тука да се случуваат да дојде едно друго влијание кое што ќе биде така во интерес на Македонија и македонците. А после ние ако се случат тие промени, после многу лесно ние внатре знаеме да се справиме со радикални албанци и со било какви. Затоа не треба никој после. Него сега ние гледаме зашто го прават ова, дека ја има таа силна поддршка од зверот или длабоката држава, како да ја кажеме во овој рамки. Така што сега ние многу не треба вината секој пат ја фрламе се на страниците. Странскиот фактор е влијателен, ама ако има плодна почва внатре во државата. Сега внатре една општа раскараност меѓу македонците и они тоа го користат. Така што ние ако имаме едно единство внатре македонско по клучни национални интереси, нема странска сила што може да уништи. Еве сега многу луѓе викат, ама ме прашуваат што ќе направиш ти? Ќе ти дојдат и тебе од Брисел, ќе те викнат, ќе те уценат, ќе те заплашат, ќе те заканат. И вика што ќе му направиш?
Добро викам, деве нека дојдат, викам утре позиција, ќе дојдат, те се безобразни. Или ќе пробат да те подкупат, или на крај ќе се заканат, ако септен битен, ќе се заканат и со ликвидација. И ја му викам вака, во ред, ќе дојде. Тој ќе се закани, ја викам тоа ако се случи, тоа ќе ја сам ќе се одлучам. Или нема да ја прифатам заканата, или ќе отрчам до македонска телевизија, ќе кажам народот ја се повлекувам, страф ми, ќе се вратам дома кај семејството, ќе напочнам политиката, ќе се седам дома. Еве викат за Лјупчо 2001 година со Бранко биле уценети. Што не отрча Лјупчо македонска телевизија да каже се повлекувам, него подпишувам, се повлекувам политика, ама претходно имаше натрупано преку 300 милиони евра богатство од државниот буџет или Бранко исто. И сега странците после ги држат. Ќе им дозволат први да се збогатат на нечесен начин и после ги имат во раце. Така да и тоа е лесно изводливо. Ако не можеш да го издржиш тој притисок, тој страф, ќе земеш, ќе се повлечеш од политика и не ти прават ништо. Добро бе, Јанко, ама еве ти имаш 53, ја имам скоро 63. Па сега ли ќе ме плашат мене? Не кажам ако те уплашат. Ние најдобро да им кажеме, не се плашиме. Не ме исплаши. Не кажам како варијанта пример. Оти викат еве Груевски што може вика му се закани. Па ако му се закани, нека се повлече, нека се оди дома кај жената и децата, нека се седне, нема да го чепкат. Ама ако сме се нафатиле сега на ова работа, сега или ќе ја тераме до крај, оти тука веќе ние, види се што е битно тука. Ние сега кај нас интерес нема што да изгубиме. Влогот е преголем, не бришат како македонци. Немаш варијанта, како да кажем, ова не е некоја како во сите нормални држави, гледаш таму си одат на избори се расправаат за ваков данок, онаков данок, за овие азиланти, емигранти, за овие бегалци. Сека нас е пронешlo како македонци сека да не избришат од светска мапа на нации. Значи влогот е преголем и сега ја мислам дека за тој влог да се жртвуваме. Има една работа. Премногу, еве ти си професор, доктор науки и професор. На универзитет приватен. Многу 95% од твоите колеги, ако не и 98% од твоите колеги на факултети по историја, по филозофија, правен факултет, во Институт за македонски јазик, во МАНУ, значи секаде, никаде ги нема. Сите исплашени, сите под жито, сите. Јас комуницирам со многу од нив. И ќе кажа, Миленко, знаеш ова, оно, добро напише колумна, не, знаеш, имам фамилија. Ова, сега не е момент, знаеш, децата, жената, не знам, дедо ми, баба ми, така натаму. Многу исплашен народ. Ова академска заедница, што ја спомна, во најголем дел е голем срам. Срам за Македонија, ја го мислам. А па овие, што ги спомна, па МАНУ, сега те се сметаат па еден степен повисоко. Таму се сметат дека е врвниот ум на државата, најспособните, најколективниот ум во државата, тие се покажаа како најголем срам, баш во МАНУ. Таму ги одмолчија сите антимакедонски потези во овие неколку години. Цело време се молчија, а баш они се најповикани. Институт за македонски јазик. Па сега ги одмолчија сите овие, па еве сега од институтот таму професори се членови во таа комисија за Бугарија. Не знам тие луѓе зашто седат уште таму. Какви понижувања им прават и за ова наша македонска историја, од средовековната па сега по новата, на какви понижувања се изложени. Значи толку отворено им кажуваат дека не сте македонци измислени сте. Може ли е во Македонија да нема мажи? Па по ова што го гледаме во овие 30 години, тоа е сега или купено, или корумпирано, или исплашено во поголем дел. Затоа сега овие медиуми што прават ова блокада, значи тука е најголемиот страф кај овие. Сега не овој мобе што го правиме вечерва. Да оди по сите овие национални телевизии месец дена да е доволно толку и македонскиот народ. Значи ќе биде толку охрабрен. Ова емисија има поголема гледаност, најголемиот дел, се први телевизии. Вака сега твојата е многу гледана, него сакам да ти кажам сега да оди тоа, да одат секвенци како секоја вечер Мицкоски Заев по телевизиите. Еве ние да кажеме сега во јавноста премерен генерален реизбор на нашите комитети во Македонија, нон-стоп сме на терен, 42 општински комитети, штабови отвараме, платформата ја делиме во овој отпечатан во 100.000 примероци, до сега е поделено околу 40.000. Мислиш ли дека ќе гласа народот за Македонија? Јас ова што гледам на терен, народот добро не прифаќа. Што значи тоа се? Тоа може да е твое субјективно мислење, може да не си реален. Па еве в Струга кога бевме таму, луѓето отворено ни кажуваат дека ова е вика последната надеж за нас стружени. Оти тука има една определба и за Струга за враќање на територијалната поделба од 2004 година во претходна состојба бидејќи нели Кичево и Струга со таа беа направени доминантно. Па не, и Скопје. Алба Скопје со Сарај го припоја Сарај и стана двојазично. Значи, платформата луѓето масово не прифаќаат и кога одиме по Македонија гледаме да, ама дали ќе те гласаат? Па сега тоа Оти се тоа се гласањето е дел од тие. Знаеш што е Миленко се најдобитно? Се клиенти, знаеш.
Дете на тие знаеш колку се, студентски вака дом, се. вработен во, не знам што, Вака се, јавно пред тие се вака сега. Тие, ако земеш од највисоките врвови, министри, па надоре, подсекретари, помошници, заменици, па за сите тие локални началници, подрачни единици, тоа се некаде околу 8.000 во цела Македонија. И сега тие луѓе ВМРО ДПМН ги има во секој време. По фамилија, ако ги земеш по два тројца, 20.000. Чекај, ВМРО, СДСМ. Па sada само сега ги има. И сега ВМРО ДПМН ги има тие луѓе, тие се на резервна клупа. Кога дојде СДСМ ги смени од началници од овој, сега тие се на резервна клупа и тие знаат дека ако ВМРО победи, пак ќе се дојдат како началници. Таа е таа клиентелистичка структура. Значи, тамо 10.000, вамо 10.000, Па тие се и 20.000. фамилијата, ако ги земеш по два тројца, па еве сега Заев се фали со полни сали по Македонија. Да, точно е, ќе видиш сала 1000 луѓе, 2000, ама толку се нема повеќе. Пример во Струмица собрал 3000 и толку нема 3001 веќе. Сите се собрани од комуналното предпријатие, од подрачните единици, од овој толку се. И сега со тоа покажуваат пред јавноста како масовност, ама повеќе нема. Толку е, значи, толку е. Сега таа пропаганда што ја прават они и таа структура клиентелистичка е толку. Дали може во Македонија народот да ги казни лошите политики и лошите избори, и лошиот избор на кадри на едната и на другата, на начин што сепак кога влегува во тој бокс и кога е сам во тој еден квадрат со пенкалце и со лист, може да заокружи што сака. Сега во овој контекст, значи, Дали тоа може да е? Ова може да ние може да имаме сега на како партија на следните избори успех, ова што го кажа, претпоставува се една претходна ситуација. Ние некаде околу Нова година кога ќе види ќе повикаме, ајде сега македонски патриоти, дали ќе се пријават да не бидат наблюдувачи. Значи во Македонија има 3450 избирачки места. Тоа што ги викаат популарно кутиите, тие што седат на денот на гласањето. Е сега представникот на ВМРО и СДСМ таму на кутиите, нив ги плаќаат од буџетот. Тие земаат пари од буџетот. Ние ако сакаме да назначиме 3400 луѓе, треба да ги платиме. Тоа се многу пари. Значи ние мора да одиме или доброволно. А ги немаш парите од Спасовски. Така. Ги немаме парите од Спасовски. Сега ни останало да повикаме на патриотизмот. Да повикаме 3000 луѓе да кажеме ајде на денот на изборите во твоето место седи на кутиите. Ќе добиеш овластување. Ќе добие, секи има, секи има. Сега ако тоа не може ли да ги купат на лице место? Ако тоа го направиме, јас гарантирам дека ние ќе имаме успех. Ако немаме наблюдувачи, тоа што кажа, ќе има кражба на гласови. Ако успееме да ги покриеме избирачките места, тие што се први што ги бројат гласовите на кутиите. Таму ако имаме, сега не треба нас 3450 во тие албанските средини што ќе бараме таму, не треба таму наблюдувачи, таму ќе ги помнат кутиите на сила. Него во македонските средини претежно, значи од 3450 околу 2500 луѓе, ако успееме ние да ги обезбедиме, да се јават такви патриоти, а гледам по социјалните мрежи, ако гледам барем по сликата што ја гледам врие, луѓе патриотски расположени дека се спремни за Македонија да тргнат во оваа борба, ако ги обезбедиме ние тие да бидат на кутиите, тие со наше овластување ги имаат истите права, ако не се формално член на избирачките одбор, него седат тука и они ги бројат гласовите кога ќе се отвори кутијата. Седат тука, може да дадат забелешки, гледат како се бројат гласовите. Сега тоа што каже останува и тоа се, ако ги купат па и тие, мислам да ги обезбедиме па и нив да ги купат, тоа сега веќе не сакам да размислам за Не, друго ми беше збор. Значи имаш гласач обичен. Тоа е сите му се преку глава. И од богатството на Сашо Мијалков, и од развратот на Кирацовски, и од предавниците од 8-те на ВМРО, да помене, и од фондот за иновации на СДСМ, значи преку глава им е. И он може само со еден потек тоа да го реши. Види се, тоа е точно што викаш, не во Македонија. Не одговара никому. Во овие 30 години има една разочараност кај народот од политиката. Ова што гледат 30 години, две овие структури се менуваат на власт и само лажат, крадат и ја растураат државата. Има едно разочарување кај народот и се обично викаат, ти што ќе видиш подобро од нив. Еве ти поставува така директно прашање. Да кажеме колку годиме по тие наши активности. Сега затоа јас кажав на почетокот, овој пат народот нека бара од секој кандидат пред изборите да се каже биографијата. Нека каже. Најголемиот дел од тие што ги се кандидирани, знаеш каква им е биографијата? Прво и единствено вработување им е у партијата. Па тие се не... И преку вечен парламентарец, вечен студент, нели? Таму ВМРО ДПМН 2006, знам, нели сме биле во коалиција, таму ги бират сега од ВМРО ДПМН СДСМ, по 50 партеники имат двете структури, да ти кажам наброј 5-6, толку. Ги знаеме тие на првите редови. Тие десетина, тие погоре таму што седат, нити ги знаеш, нити ги познаш, да ги видиш на улица и нема да ги познаеш, толку се безлични, ама како ги бират? Сега така фигуративно кажано, ги бираат да знае само да разликува од зеленото и црвеното копче во парламентот.
Толку му барат од знаење. И ќе му кажат црвеното и зеленото. Кај да стисне. И толку е тие што се во погорните редови. Ти главно удираш на ВМРО да помане, а не на СДСМ. Ти кај ги бараш твоите гласови? Па биде вака се, нашите гласови ние ги бараме меѓу македонците. Ние ги бараме меѓу македонците, а ова што кажа удираме против овие, повеќе против овие, не, па што има повеќе да се каже веќе за оваа власт моментално? Па прода да избриша се живо. Што да се каже прве? Значи сега битката е како тоа да се врати, да се поништи. Што да се каже? Џабе сега ние да викаме овој криминалец, овој вечера. Да кажеме, еве. Значи сега треба аплицираш ли кон што вика Радмила Шекеринска аплиција? Аплицираш ли кон гласовите на оние неутралните, оние што не излегуваат, оние средните, оние нерешените? Па ние треба тие да ги убедиме. Еве овие анкети што ги кажуваат, еве и колку да се не веродостојни, ако видиш таму тие проценти што ги кажуваат оние за ВМРО толку СДСМ, тоа се на некоја база од 20 до 30%, некаде по 70% ги гледаш или не знам или нема да излезам колку ќе излезам, тоа е огромната масовната бројка. Може ли таа да го реши избор? Па може. Има ли мотивација да го реши тоа? Па може да го видат стварно сега луѓе кои што се стварно посветени, честни, кои што се сакаат да работат за Македонија и македонците. Од овие 30 години ова што се случува веќе, што треба повеќе да се случи, Македонија го допре дното, европското дно. Подлабоко веќе нема, тука е, распродадува се живо. И дојде на ред сега веќе да не избриша, тајде криминалот веќе од 90 година. Еве сега во последните 2 години веќе не избриша и како македонци. И што треба уште друго се случи сега, народот конечно да не свати дека на следните избори веќе нема право да сгреши. Мора значи да победат националните и патриотските сили кои што ќе стават крај на ова, ќе ги поништат сите овие антимакедонски договори и ќе ја вратат Македонија на патот како сите нормални држави. Јанко, ти благодарам за гостувањето. Ние планиравме 60 минути, ова е 90. Ти посакувам успех во тоа што си го работиш. Посакувам да се врати Македонија на својата основа, на својот устав, на асомските принципи, на идеите на илинденците, на жртвите од Втора светска војна, дадени, затоа што сите тие луѓе кои биле убивањи, дали е Кузма Јосифовски Плиту или Дуња ја обезглавиле или Мучето го утепале во Струмица и така натаму, сите тие луѓе го дале животот за Македонија. Сега се доведовме ситуација со Шмишајбна да го бришат нашето знаме, со Шмишајбна да бришат дека е бугарски фашистички окупатор. Се доведовме во ситуација малцинство да ја владее државата и да спроведува максимално беззаконие, едно безвластие. Ако се бориш против тоа, а според програмот се бориш, ти посакувам успех. Дали ќе го имаш, тоа ќе се покаже на 12 април. Јас да се благодарам што ми даде можност вечера да се представиме во овој медиумски мрак што владе во земјата. И еве ние сега во оваа емисија го кажавме нашето како партија, ги кажавме нашите пределби, кажавме дека сме спремни Македонија да ја вратиме на изворните национални, али илинденски и јасномски принципи. Ние го кажавме нашето, сега останува ред на народот. Да. Сега, јас ќе искористам оваа прилика, ако си ти согласен, ја предизвикувам било кој што се бави со политика и што сака да претендира да мени нешто во државата преку учество на избори или така натаму, значи зборам за политички партии мали или големи, нивни репрезенти, да дојдат овдека, ги предизвикувам, мислам дека се кукавици, дека нема да дојдат, меѓутоа ја да ги предизвикам, да се соочат со мене, вака како ти, со вакви незгодни прашања, како ја што ти ги поставив. И вториот предизвик е да дојдат, ако сакате, јас ќе бидам медиатор, да бидеш ти и да дојде тој некој, кој да е, било која партија, па да ги спротиставите програмите и да ги спротиставите ставовите. Јас сум спремен во секое време на било кои теми да разговарам со секого, бидејќи го имам несоборливиот аргумент. Ја имам 25 годишна професионална и работна кариера, немам ни една дамка, ни една афера. Спремен сум во секое време, кој сака, од која партија, од која опција, на било која тема да бидам ваш гостин.
Ти благодарам, Јанко, уште еднаш и ти посекувам се најубаво. Ти благодарам што даде во емисијата. Почитувани гледачи, тоа беше планирано мојата последна емисија. Мислам дека нема да го одржам зборот дека ќе направам една со Тања Каракамишева и толку ќе биде за 2019, а потоа ќе се видиме во 2020. Пријатно и со здравје.